Здраво, здраво и добродојавте во новото издание на Ексклузив. Сега сме само јас и Стефан во комплетен состав да ве подготвиме денеска. Конечно, здравевме, се е окей, да не ве држиме во неизвестност, еве што ќе гледате во Ексклузив. Денеска во Ексклузив го откриваме новиот дечко на Благица Павловска. Пејачката заедно со механичарот Кале побегна од Скопје. Манекенката Рената удри по Дунавка. И тогаш беше чудна и ексцентрична, меѓутоа најверојатно сега со годините тоа ескалирало. Стефан од Next Time одговара на незгодни прашања. Гледајте Ексклузив вечерва 18:15 на 1 ТВ. Ова фолкерка последен пат ја сретнавме чинам на Фолкфест, каде што си отвори душата и изборуваше за незиниот приватен и љубовен живот. И тоа токму таму ни откри нешто повеќе, а и не би било нели потик за ние да откриеме повеќе детали. Токму таа Благица Павловска овој пат, како што гласи информацијата во самата најава, побегна од Скопје со незиниот љубен. Па да видиме нешто повеќе. За љубовниот живот на една од нашите најпознати фолк пејачки, Благица Павловска, режисерите од Холивуд со сигурност еден ден би можеле да снимат и филм. Па дури тој филм би можел да има и неколку продолженија, бидејќи на сите вам добро познато ви е колку многу се пишуваше за партнерите на фолк ѕвездата. Јавноста сигурно памети кога познатата пејачка се сврши во затвор во Италија со незиното тогашно момче или ако сакате и сопруг Сашо Симеонов, кој од Благица беше помлад 20 години. Тогаш Павловска дури и даваше изјави по медиумите и наголемо зборуваше за таа љубов. Многу пати досега сум кажала дека за мене најважна е љубовта. Така и овој пат. Тоа што Сашо е во затвор и што најубавиот момент во нашите животи се случува тука, не ги намалува емоциите и љубовта. Ако требаше, ќе се венчавме и на Марс. Тогашниот сопруг на Павловска дури и се истетовира, па на неговата рака ги стави буквите од нивните имиња. Но и оваа љубов на пејачката не траеше многу. По неколку години таа се разведе и се повлече од јавноста, се до 2014 година, кога како гром од ведро небо изјави дека повторно ќе влезе во брачните води. Овој пат незиниот избор беше механичарот Тале, со кого Благица е веќе 4 години во брак и верувале или не, се уште се заедно. Парот дури го напуштија нашиот главен град и се преселија во Охрид, каде веќе неколку години уживаат далеку од очите на јавноста. Таа во една прилика го изјави следново. Доста ми од сите разочарувања кои ги имав досега. Жената треба да има маж покрај себе кој воедно ќе биде и најдобар другар. Да живеам сама не можам, а и не сакам. Бракот е убава работа, но само ако ти се погоди партнерот. Мене, најпосле по трет пат, ми се погоди, така што сега, оној мојот препознатлив хит, навистина доаѓа до израз. Речи си секое утро на мојот сакам, ке му го испеам тивко на увце рефренот "Не можам душо, не можам без тебе". Не можам душо, не можам да те заборавам. Ода што гори градиве, јас да го изгаснам. Инаку изворите на Ексклузив велат дека парот честопати може да се види во Охрид, а најчесто кога двајцата шетаат по кеот и охридските кафулиња и ресторани. Благица Павловска покрај тоа што важи за некој што секогаш имал турбулентен љубовен живот, не може а да не се споменати нејзините хитови, без кои не поминува ниту една свадба, крштевка или веселба. Да. Но продолжуваме вака весело и со следниот прилог. Таа е мажена за руски мафијаш, носи вистински дијаманти на себе, сака гламур и побогат живот. Во следниот прилог ви откриваме кој наш модел се најде во скап руски спот и е во војна со контроверзната манекенка Дунавка Трифуновска. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Рената, жена на руски мафијаш, гламур,
скандали и пиштоли. Ова е новиот видеозапис кој што ти главна улога за руски пазар. Како си? Добар ден, фала на прашањето, многу убаво. Јас го најавив спотот, раскажи ми како се најде во една руска песна. Па се најдов сосема случајно, бев во Софија на Fashion Week и таму пејачот, исто така и продуцент на песната, најверојатно сум му се видела симпатична и ме замоли да учествувам во неговиот спот. И супер, мислам, многу сум задоволна со спотот, многу убаво се дружевме, макар што беше и тешко, бидејќи снимањето за, нели, да го видат гледачите 3 минути, значи не знаат што све и како ни се што се поминува, нели. Снимањето траеше буквално околу 20 часови. Меѓутоа имаше дружба, имаше забава и така се збуних. Така да кажам, не целта, него крајниот резултат. Крајниот резултат е спотот. А ти во спотот зборуваш и руски, што е многу интересно, знаеш руски јазик? Па не знам, али се научив, да. Со малце вежбање и тренирање се научив. 2016 година чинам беше, ја представуваше Македонија каде? 2016 година ја представував Македонија на изборот Мисис Планет во Софија, во Бугарија. И победив, да. Добро. А после тоа Лондон? После тоа да бев во Лондон под покровителство на кралицата на Бритиш Бал. Таму се познав со многу убави личности, Грейс Леви, Хелга од Ало и така многу други личности, кои што за мене нормално е чест и задоволство. Интересно тоа што си и школска другарка на Дунавка Трифуновска. Дали контактирате? Не, категорично не. Зашто? Толку ли е лоша? Па не е лоша, али е чудна. Вие сте другарки од деца, од школска и дена, Да, така? точно. И тогаш беше малце така ексцентрична? И тогаш беше чудна и ексцентрична, меѓутоа најверојатно сега со годините тоа ескалирало. Дали двете сте манекенки, претпоставам дека некој сте биле на некоја ревија? Па не, она може би себе се нарекува манекенка, јас не се нарекувам манекенка или фотомодел. Ова мене ми е хоби, затоа што јас имам примерна професија. А тоа е? А тоа е, јас сум пиар во Институтот за јавно здравје на РМБ. Значи, убав пиар имаат. Па се надевам, тоа другите ќе го кажат. Дали убавите жени според тебе имаат проблем во смисла во јавност да најдат работа? Дали се на некој начин деградирани затоа што се убави? Твоето искуство? Па не, напротив, можам да кажам дека секогаш на убавите жени им се отворени вратите. Ака ширум отворени? Ширум отворени, да. И срце, и врати, и све. Ке тебе е интересно тоа што си полумакедонка, пола бугарка. Да. Тој микс еве како изгледа. Благодарам. Каде живееш често? Во Скопје, Софија? Па со тоа Патуваш? што, да, патувам доста често, меѓутоа со оглед на тоа што работата ми е тука, преку недела сум тука, бидејќи во врски со работата, но секоја можна прилика на празници, викенди и така натака, одмори ги користам да идам во Бугарија. Тука нема ништо, претпоставувам. Нема ноќен живот, знам дека Софија има. Па точно, да, ти си градско дете и знаеш како е. Тука малце фали тој ноќен живот, малце журки, малце онака да темпераментот да си го покажеме, меѓутоа еве, секој си наоѓа алтернативи. Доаѓаат празници, месец декември, позадина се направува Сребрена елка карта за нова година. Па ја во принцип сакам кога тука е ладно и кога има снег да одам некаде на топло, така да најверојатно Хонг Конг и Филипини. Вау! Ја мислам дека може да не земеш. Може се разбира, немам никаков проблем. Добро, имам твој телефон, реки ја и ти одиме каде во Хонг Конг. Или Тенерифе. Нема проблем. Многогодишна нека желба. Па, мислам дека желбите зависат во целост од мене, така да треба да се потрудам за да ми се остварат. Добро, јас сам супер. Се надевам. Да, фајата што беше гостинка во нашиот ексклузив и за кај дали гледаш уопште ексклузив? Да, нормално, вие сте најдобра. Апсолутно дека ми се допаѓа. Нешто поразлично од целата програма што има на сите телевизии. Попалена во Софија. Обавезно, дури сте поканети во некоја следна прилика, но кога ќе има некој евент, поканети сте да снимате. Thank you very much. Јас сум Рената Чапаровска, а вие гледате ексклузив на TV1.
Да бидеме искрени, малку предпоставува дека сцените двајца се заедно, но тие токму во ексклузив и признаа. Па сега кога веќе цела Македонија знае за нив, зошто да не дознае нешто повеќе? Верувам дека сакате да знаете повеќе за нивниот љубовен однос и така некако од љубов за љубов е присутна оваа енергија во нашето студио. Бојан и Марио Дајќу ги тестиравме колку тие се познаваат меѓу себе. Па да погледнеме. Број на чивли. Јас 32, она 39. Добро, за него 43, мене 39. Умилена боја. Јас не знам, седем одаве. Она лила. Моја е сина. Бук е тип на човек се ми боја лепо стоја. Не можам да одредам која, сам да би можел се ми боја. Би се носел така цело време, така да не знам. Еве окер боја, нека би се поново. Прво заедничко патување. Јас. Милано, Джеймс Бейкон. Италија. Зашто сте се скарале последен пат? Ајде побрзај, ајде мрđi. Мислам дека нешто беше закаснење. Јас малце каснав и нешто за тоа се рече малце, ама не беше страшно. Умилен град. Жуди е Лисабон, мене ми е Лисабон. Него му е Амстердам, мене ми е Милан. На која песна сте искршиле чаша во кафеана? Не беше песна, ми падна погрешкава. Ја немам скршена чаша, а боја милион. Ракија или вино? За мене вино и салат. И за нејзе вино. Така е никак. Јас вино и боја. Умилено јадење. За мене морски полови. Морски полови и риба. Шкарпи. За нејзе шпагети со морски полови. Не знам е тестанини, за зајци. Умилен цртан филм. За мене, не знам, Lion King. За нејзе, не знам, третата епизода од Том и Джери, кој име? Том и Джери. Чај или кафе? Чај за мене, за нејзе макијато. Бојан чај, јас кафе. Пикантно или луто? За нејзе пикантно, за мене пикантно на кајуто, може луто. Јас пикантно, бојан луто. Пица или сарма? За нејзе пица. За мене денеска пица, утре сарма. Двајцата пица. Кромит или лук? И за мене и за нејзе и тоа и тоа. Тоа и тоа за двајцата. Море или планина? Мене ми се сезонски поделени. Мора да е 2 месеци море и 3 месеци планина. За нејзе каде море поише. Нели и тоа и тоа. И за двајцата. Пати. Ама ја поише море. Пинџур или кавијар? Пинџур. И за мене пинџур и за нејзе. Пинџур двајцата. Лоша навика. Јас лоша навика. Не се уклучува во моментот ако сум замислен нешто и свирам сум аут и се уклучувам после 15 минути. За нејзе немате толку време Илјанта. Бојан така знае да си касни. А моја лоша навика ми се гризам устите. Фобија. Мира ми мислам дека така високо. Бојан фобија летај. Што не сака тоа да го направи. Фейсбук или Инстаграм? Инстаграм. Инстаграм јас. Инстаграм двајцата. Тој за себе знае да каже дека причината зошто се одлучил за автомобилизмот е Игор Стефановски Иџе, човекот кој му помогнал и го поттикнал да го изгради својот пат. Христо Вуков е името на автомобилизмот за кој верувам дека ќе стане шампион и ќе се горде целата наша држава, судејќи по неговите успеси и награди. Го запознавате токму него. Ристо, здраво и добре ни дојде во ексклузив. Ни драга што те имаме, бидејќи твојата приказна верувам дека ќе биде многу интересна и за гледачите. Така, пред се да ви се заблагодарам што сте едни од првите медиуми кои има можност да дојдат токму во мојот дом и ми направивте голема чест што дојдовте.
Верувам дека по сите оние надпревари тука се прибираш и ги редиш сите оние освоени награди кои што досега ги имаш постигнат. Така, нема побово место од дома, сите мои пехари, сите мои успеси се наоѓаат тука. Имате прилика да ги погледнете, да ви кажам кои што се, кои ми се подраги. Да се навратиме наназад, твоите почетоци како се почна? Така, значи јас започнав уште од мала возраст, на 6 години, започнав со картингот. Тоа се случи на еден интересен начин, бевме на одмор во Калитеа. Имаше ни рентални патеки, имав желба да пробам што е, како е. После неколку круга бев заедно со моите родители, собственикот на стазата дојде и праша кој е детево, каде вози, колку време тренира. Тоа беше така една интересна случка, пошто воопшто немаше поврзано со тоа. И од тогаш на некој начин се навлеков на тој спорт и започнав. Таа љубов излезе природно или пак сепак има некој во твојата фамилија кој што тоа го практикува? Така, значи мојот татко е еден, да кажеме, едни од иницијаторите кој ме насочи на тој пат. Во низ неговата младост, значи он има исто искуство со еден вид трки, можеби не како моето, на некое пониско ниво. И тоа беше една идеја, он беше тој што ме поддржа. Моето прво искуство со автомобилизмот, морам да кажам и да се благодарам еден од најпознатите автомобилисти, македонски автомобилисти, Игор Стефановски Иđe. Беше еден вид иницијатор да почнам со тој сегмент на спортот, со што набавивме едно вид возило Peugeot 106, кој на некој начин беше, можам да кажам, и од негова помош. И со тек на времето, после тоа ја сменив класата, се насочив во тој спорт и до ден денеска сум во тој. Кога би можел некого од јавните македонски личности да земеш со себе да го возиш на тие брзи трки, кој би земал? Добро прашање, не сум размислувал. Немам навистина идеја. Немам идеја. Дали некој од водителките? Па да ви кажам искрено, јас не сум нешто многу по медиумите, пред се имал желба. Пејачки? Не, навистина немам идеја. Може би Иđe да влезе со тебе. Па може, Безбедно. Да, беше многу, имаше интересна ситуација. Викам, ајде заедно да пробаме да се качиме, вика, ја нема шанси, вика, ако сакаш само оди. Че он не се качува во автомобил со никој друг, поготово тркачки автомобил. Што си имаш до сега постигнато? Така, значи од 6 годинки па наваму, пред се со картингот, имам 2 пати сум бил шампион на Македонија, 2 пати вице шампион на Бугарија, шампион на Србија и Црна Гора во тоа време и 2 пати шампион на југоисточна европска зона во класа мини и во класа KF3. Која ти е една од поомилените награди кои до сега ги имаш постигнат? Така, значи имам 2 награди кои ми се од картингот, 2006 година и 2008 година кога станав шампион на југоисточна европска зона. Еден од тие, значи еве го едниот пехар, ми беше доделен во Турција, значи тоа е зона 7-8 држави надпревари, значи баш шампионат. Ова е 2006 година, на другиот е 2008 година, тоа можам да кажам дека ми е подраг, затоа што ми го дадоа во Грција, значи беше во Солун трката, последна трка одлучувачка кој ќе биде шампион. На тој надпревар се вееше македонското знаме и се слушаше македонската химна. Нели знаете која е позадината поради тоа. Што се однесува до Агенцијата за млади спорт, јас моментално немам никаква надомест или пак никаква помош, значи воопшто баш можам да кажам заборавен. Порано имав некоја минимална помош, некој месечен приход, еве ајде ќе спомнам од 3000 денари, што беа смешни, али ајде пак некоја поддршка минимална, некое мало значење да ти покажат, но тоа воопшто не е, значи тоа е нешто минимално што за сето тоа што е потребно навистина. Се надевам дека ќе се отствари, се надевам дека ќе ми помогне некој, ќе ми помогне оваа мала наша државичка, спонзорите кои се во неа, компаниите, и сум сигурен и убеден дека нема да ги разочарам ако ми успеа ако ми дадат таква прилика.
Ексклузив ти посакувам многу успех на твојот пат. Ви благодарам и благодарам уште еднаш кај што бевте мои гости. Се враќаме повторно на она вам добро позната практика во нашето студио во Ексклузив со јавување на еден од нашите познати јавни личности, овој пат пејачи, така? Така. Се јавуваме на Стефан од Next Time да видиме што прави, дали не гледа во овој момент, дали го гледа Ексклузив, дали можеби нешто ќе ни открие, бидејќи имаме некои прашања подготвено за него. Интересни прашања. Се Стефан? слушаме ли? Да. Здраво, Стефан, како си? Кој е на телефон? Кој знаеш ти многу добро кој е. Ексклузив се јавува, добар ли си, што правиш? Обично не дигам на непознати, ама вие дека сте премногу позната емисија и морав да дигнам. Добро, убаво е да се чуе ова. А што правиш ти, кажи ни вака? Дома си? Сега бев до некој студио кај Огнен Шапковски, со Мартин бевме заедно, затоа што спремаме нешто ново за следната година. И се вративме. Значи постојано работиш? Да, постојано работам. Слушај сега, имаме 4 интересни прашања и сакаме интересни одговори. Нема, не знам, нема, неќам да кажам. Немаме ни многу време, во интерес на времето мораме блиц прашања брзенски. Така да идеме со првото. Ајде. Кој е најчудното место на кое што си имал секс? Боже Господе. Ајде одма. Нема тука Бог да ти помогне. Не знам, немам некој чудно место. А кога последен пат ете? Не ги практикувам тие чудни места, повеќе сакам во креве да си лежам. Значи во креве. Добро. Добро ќе прифатиме. Со кој македонски пејач не би снимил дует? Па со повеќето. Со повеќето, да не издвоиш еден? Повеќето? Со кој не би снимил? Да. Па, во принцип, важиме за луѓе што не ќе многу дуети да снимаме, така да сите ги респектирам, ги почитам, меѓутоа не сум многу по дуетите. Добро. Сега вака, многу интересно, пази. Ако треба да избираш помеѓу викенд со Лила во Дубај или викенд со Маријана Станојковска во Милано, каде би одел? Мислам дека би идел во Париж со девојка ми. Аха, добар одговор, Се изводи, добар одговор. Недостапен дека сум за нив. Значи, Стефан, сакаш да кажеш дека си лојален дечко? Па, слободно можам да признам дека сум можеби еден од полојалните на универзумов. На универзумот? Имаш среќа девојка тогаш. Ќе прашаме тогаш девојката дали е тоа вистина така. Одиме со последно прашање. За која сума би ја избричил брадата или пак повторно би си ја скратил косата? Па, искрено? Не се работи за тоа дека сум приврзан за брадата, едноставно ја пуштаме заради проектов со спотови со песни. Океј ми стои, не ми стои лошо, како што викаат, така да ако понудите €1.000.000 може да... €1.000.000? Многу скапо, многу скапо. За €1.000.000 ја би се избричил. Бога ми, косата и главата и се би се избричил. Ке кратиме се. Значи мора, не се сака, се мора. Значи, чија е таа идеја? Како, зашо не те разбрав? Значи се мора, не се сака, така? Значи мораме да изтрпиме за да дојде проектот да се изврши како што треба, со тој стил. Да, па нормално, самата брада си влече некој филм во овој проект што го правиме и тоа е така. Се вклопува. Може да ти изненадиме некогаш неочекувано ние да те скратиме. Немаме €1.000.000 да ти платиме, ама... Мислам дека тогаш Македонија нема да слуша преработки од нас. Секој слушна тогаш, секој слушна. До гласот е, Стефан. Стефан, фала ти за одвоеното време, ќе ти се заблагодариме што се јави во нашата емисија. Се видовме тука како гости, но ќе се видиме пак, сигурно. Фала што ми се јавивте да те коригирам, ја ви одговорив. Така е. Има и убав остаток од вечерта, така е, се слушаме. А до нашата редакција, односно до нашиот тим, стигна интересна информација која треба да ви ја кажеме, а тоа е дека во сабота во 8 часот наутро се отвара зимскиот детски парк во кафе ресторанот Дежаву во Капитол Мол. Така да веќе од овој викенд ќе можете со вашите дечиња да се забавувате токму во Дежаву. А овие минути некако преостануваат и да го завршиме овој дел со Ексклузив и да ве поканеме и да останете со програмата Недента, бидејќи стандардно што следува? Следува Сергеј Варошлија со неговата студио мода. А со нас утре 18:15 повторно Ексклузив јас и Стефан. Чао. Чао.